Корисниците на социјална и постојана парична помош, како и лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари годишно, ќе бидат целосно ослободени од трошоците за премери и изработка на елаборат во постапката на легализација на дивоградбите. Граѓаните приматели на социјална и постојана парична помош ќе треба да обезбедат потврда од центрите за социјална работа, а граѓаните со ниски примања до 168.000 денари годишно ќе треба да обезбедат потврда од управата за јавни приходи, а потоа ќе можат во подрачните оделенија на Агенцијата за катастар на недвижности да поднесат барања за бесплатен елаборат за легализација. За да се добие бесплатен геодетски елаборат, треба до подрачните оделенија за катастар на недвижностите на Македонија. Лицата треба да достават барање пополнето со лични адресни податоци и податоци за објектот кој е предмет на премерот, кон кое треба да приложат потврда дека е корисник на социјална и постојана парична помош, издадена од меѓуопштински центар за социјална работа или уверение за остварени приходи помалку од 168.000 денари годишно, издадено од Министерството за финансии и Управа за јавни приходи, како и копија од бројот на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, доставено до надлежната единица на локалната самоуправа. Се очекува околу 5.000 семејства кои до 2012 година не ја искористиле можноста за бесплатни геодетски елаборати, повторно да поднесат пријава, а до сега се изработени 5.300 елаборати за социјални ранливи категории. Оние што ќе извршат легализација на објектите во кои живеат, нема да го изгубат правото на социјална и постојана парична помош. Инаку одделот за урбанизам при општина Битола во продолжениот рок за поднесување барање за легализација на дивоградбите до 31 март 2016 година поднесени се над 2990 барања. Во општина Прилеп од 1 јануари до 31 март се поднесени 3000 барања, а во одделот за урбанизам при општина Кичево доставени се 2532 барања за легализација. На ниво на државата пак досега 148.000 диво изградени објекти се легализирани и запишани во Агенцијата за катастар на недвижности, а изработени се и над 200.000 геодетски елаборати за кои треба да бидат донесени решенија за легализација.